Некогаш луѓето, учител им е животното искуство. Некогаш на некој не му треба ни терапевт, ни мотивацијски говорник, ни свештеник, ни јогин, не му треба ништо. Он учи од животното искуство. Има такви луѓе. Има дефинитивно. Меѓутоа тие луѓе се помалку. Помалку се и поретки се. Да. На некој му помага книги да чита. И тоа му помага пак и книгите знаат да бидат некојаш добри водичи. Колку пати јас кога ќе прочитам некоја добра книга ќе ми се отворат некои нови Дизни чакри што викаме, некои нови увиди, ќе ми прошири тоа видици. Значи може на некој да му биде окей. Нели има луѓе кои што не можат сами. И затоа психотерапевтите, луѓе кои што работат во овие помагачки професии, се за тоа да му помогнеме на некој да го водиме. Меѓутоа последната одлука ја носи личноста. Дали он ќе одлучи да учи од своето животно искуство или ќе одлучи да се обрати кај терапевт или кај било кој друг, е веќе негова лична одлука. Обично луѓето кога се обраќаат на психотерапија, веќе они не можат да се носат сами со одредено нешто. Тој проблем или што и да е, не го хендлаат, на нив им треба додатна помош. И затоа се обраќаат на терапија, за да го решат проблемот. Он не гледа излез. Тешко му е да го види излезот, тешко му е да го види решението, заглавен е во нешто. И вика, јас веќе вака не можам. Често пати знаат клиентите да дојдат и да кажат, јас пробував ова да го речам сам. Пробувам од оваа страна, од онаа страна. Веќе гледам дека не оди, не можам, ми треба помош, вика. Секоја одлука јас ја почитувам од страна на луѓето, не сакам никогаш ниту како терапевт да звучам претенциозно дека психотерапијата е магијата или дека сите треба да работат на себе или како и да е. Верувам дека секој човек го прави правилниот избор за самиот себе кога е свесен и може да одлучи што да ќе му помогне. Така да кој пристана го одбера само да биде добро за него. Направи разлика меѓу психотерапија и коучинг. Сакам да слушате моите гледачи. Значи разликата меѓу психотерапијата и коучингот е пред се тоа што психотерапијата го опфаќа клиничкиот дел. Значи работиме со состојби кои што веќе се во делот дијагноза. Коучингот не работи со таа проблематика. Мислам дека коучевите треба да имаат свесност, нели за ова. Јас тие што ги познавам поголемиот да не влегуваат во такви теми. Да, значи да не влегуваме во такви дијагностички теми. Јас повеќето што ги познавам имаат етика. Коучевите, значи се свесни за своите граници, за своите лимити, значи кажуваат. Гледам дали клиентот е за кај мене, дали можам да му помогнам или да го препратам кај психотерапевт. Да. Така. Има некои коучеви кои што не се толку свесни за своите лимити и граници